Универзитетско радио, Укло ФМ Битола, 90,8 МГц. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и еве да најавам дека во продолжение на програмата ќе имате можност да проследите разговор со нашите денешни гости. Ќе ви ги представам на почеток. Заедно со нас е психологот Јовче Крстевски, потоа Пеце Крстевски и исто така психологот Рената Димановска. Добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Заеднички ќе ве представам сите како членови на Порака Нова, Здружение, Центар за подобрување на квалитетот на животот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии. Здружение со седиште во Струга, но исто така и во Битола. Целта за посетата и гостувањето во нашето радио е реализацијата на проектот Стоп за дискриминација на лицата со попреченост. Да. Ова е проект кој започна да се реализира во општина Битола од 1 февруари ова година, 2023. Крајниот рок или завршувањето на проектот е 31 август 2023, па еве сметавме дека е добро да се каже што досега се направило со овој проект, што како активности досега се реализирале, но на почеток, господине Крстевски, ќе ве замолам да ни кажете нешто повеќе за овој центар за Порака Нова. Првен да кажем за МЦМС, Македонскиот центар за меѓународна соработка. Фактички што го доделува грантот, тие се одлучија да доделат средства на 6 организации низ цела држава по региони за вакви теми, борба против дискриминација, правичност и така натаму, во смисла на поддршка на граѓанскиот сектор и како граѓанскиот сектор ги поддржува институциите и посебно образовните институции, што е фактички нашиот проект. И во таа смисла Порака Нова за овој регион тука, особено за Битола, за градот Битола, го доби проектот Стоп за дискриминација на лица со попреченост. Овој проект на МЦМС е нивна програма која што се нареква, има наслов Комисија за антидискриминација и остварува својата превентивна и заштитна улога. Се мисли на Комисијата за спречување и заштита на дискриминација, која што е релативно ново тело во нашата држава, неколку години, ќе зборам покасно малце поќе за тоа. Меѓутоа во рамките на цел тој огромен проект, 6 организации добија грантови низ цела држава, ние го добивме овој. И сега можам да кажам што е целта на нашиот проект тука, Стоп за дискриминација на лица со попреченост, да се подигне свеста за дискриминирањето на лица со попреченост и да се засили на некој начин борбата против таа дискриминација. Знаеме дека е присутна и дека малце се адресира. И во таа смисла ова е кампања, значи нашиот проект е кампања. И во таа кампања, покрај што постираме на социјални мрежи и користиме се што е во таа смисла во тој домен на наше располагање како организација, неколку профили имаме и така натаму. Директно сакавме и работевме со учениците во 6 училишта во Битола, со образовните асистенти, са тие се интересна категорија, тука Рената покасно ќе збора поќе, бидејќи се тие измеѓу наставниците и учениците, и работевме со стручните служби, со психолозите, педагозите, во смисла да направиме на посебна сесија за нив, кај што член од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација од Скопје, Весна Беневска, беше дојдена во хотел Милениум, имавме голема презентација околу легислативите, законите кои се, што ако се случи дискриминација, некоја пријави, кои се постапки и чекорите за службите да бидат апдейтирани на некој начин со најновите законски одредби во наша држава, бидејќи овие работи се малце адресирани, малку од службите се во тек, сите на различен начин си ја следат таа проблематика, и тоа беше следниот, другиот, како да речем, еден од аспектите исто дополнително да се ова тематика доближи не само до учениците и асистентите, туку и до службите во училиштата, во смисла по тој како банер целокупен, кампања за освестување и за подигање за свесност дека нештото постои, во смисла лицата со попреченост се дискриминирани и сега што можеме, кај се наоѓаме ние, што можеме да правиме во иднина за тоа да се намали.
Рековте, влеговте во 6 училишта, основни, средни? Да. 3 основни училишта и 3 средни училишта. Основните училишта беа Климент Охридски, Елпида Караманди и Коле Канински, а средни училишта беа Медицинско, Долната гимназија и Земјоделско училиште. Добро, рековте поголем број на лица вклучени во реализацијата на проектот, почнувајќи од вас, нели како носителеве, да речеме, на проектот, а тука и Пеце и Рената заедно со вас, Пеце како проектен асистент и Рената како образовен асистент, и тие подоцна, нели, ќе кажат за нивната работа овде. Ме интересира колку училиштата, колку учениците, како во основните, така и во средните училишта, беа опфатени и што со нив, конкретно, работевте? Начинот на кој што се работеше со учениците беше врсничка едукација, значи таа методологија, во смисла одбрани беа неколку ученици и неколку теми се поминаа со нив, во смисла да се обучат да тие работат после со своите ученици, али са поспецифично, може Пеце за тоа да ни каже, значи тој беше како асистент, нели, мои на другите што бевме вклучени во проектот. И за делот шо, како и темите, може под Пеце, ако се каже. Пеце повели. Да, значи прво е битно да спомнем дека се реализираа 4 врснички едукации на самите ученици од училиштата. Вкупно беа опфатени околу 12 до 15 ученици. Првата работилница конкретно се разговараше за човекови детски права, каде првично беа запознаени со игри, ради тоа што целта на едукациите беа да тие да направат понатаму некој вид на мултиплеер евент, односно да спроведат врсничка едукација во нивните школи. Па моравме да се воведиме некоја методологија, да представиме како треба да ги спроведат и врсничките едукации во нивните училишта. На некој начин има тимбилдинг, ради тоа што имаме 12 до 15 различни ученици од различни години, различни генерации, различни училишта, па моравме некако да ги споиме. Втората работилница се базираше конкретно на дискриминацијата и поврзаноста и предрасудите, односно стереотипите кои можат да ги добијат самите деца. Целта нова беше учениците да се запознаат и да знаат кои се видовите и да прават разлика меѓу стереотипите. Третата работилница се базираше на попреченоста, дискриминација на лицата со попреченост. Тука конкретно се фокусиравме, бидејќи ние како центар за лица со интелектуална попреченост не се занимаваме само со лица со попреченост, туку ги опфаќаме и сите видови на попреченост. Целта нас како организација ни беше да подигнеме свеста за видовите, особено во оваа тема, и оваа тема ни од исклучива важност нас. Како и во секоја работилница што имавме досега, дискусии меѓу нив си разговараа, спроведоа некоја активност, практична работа односно. Па четвртата работилница конкретно се сакавме да се фокусираме кон булингот, односно кон врсничкото насилство, и се обработуваше таа тема, односно видови насилство и заштита од дискриминацијата. И тоа што ние едната тема поврзваме со другукина дискриминација, на некој начин имаме и насилство. Веќе сте влегле во училиштата, веќе ги имате децата со кои што започнавте да работите, ги упативте во оние основни поими, можеби што значи дискриминација, каква и во колкава мера практично е застапена, тоа самите тие најдобро знаат да го кажат со оглед на тоа што заедно се во училниците, во училиштата, но имате ли податоци и дали родителите, можеби или самите деца пријавуваат такво насилство во службите во училиштата? Па на една од работилниците имавме представник од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација, односно беше представник Весна Пендевска, која допред скоро беше председател на самата комисија. И самата спомна неколку практични примери каде луѓето пријавувале дискриминација и кои биле постапките кои ги превзела самата комисија за спречување и заштита од дискриминација. Па досега многу ретко, но има некоја тенденција за зголемување, односно луѓето се повеќе се свесни дека да постои една
да речем, институционална организација или било како да ја наречем, која се грижи за луѓето да ја спречи дискриминацијата, односно се грижи од тие правни легислативи, односно утврдува доколку има дискриминација, самите предлагаат дали ќе се санкционира некој, да речеме, некој правно лице или некој физичко лице врз основа на тоа што ќе го утврдат. И до сега многу од пријавите кои биле всушност вклучени во образовните институции, односно се утврдувало дека некоја образовна институција прави дискриминација врз некоја попреченост на некој од учениците. И родителите тука се свесни дека тоа нешто може да го пријават и го пријавуваат. Така да тоа е нешто што за жал како да речем, како луѓе и како држава е странно да речеме дека имаме дискриминација во образовната институција, ама пак се повеќе се пријавува и луѓето се свесни дека тоа е дискриминација. Дискриминација е доколку детето нема пристапна рампа да си оди на училиште или доколку детето нема адаптиран или инклузивен тоалет да оди на училиштето. Така да се повеќе станува свесна за тоа нешто. Тука би се надоврзала баш за дискриминацијата и се поставува прашањето, па колку училишта има цензорни соби, кои што се од клучна важност за лицата кои што имаат аутистичен спектар на нарушувања. И не само тоа. Јас би се надоврзала од улога на образовен асистент и психолог во делот на дискриминација, тоа што реткост е да постојат оние индивидуални наставни програми кои што ќе се баш подготвени да одговарат за потребите и можностите на секој дете подеднакво. И сега ние како образовни асистенти потребно е да ја прилагодуваме веќе постоечката наставна содржина и програма на можностите на децата. Сметам дека овде од старт имаме и дискриминација. Во ред, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот, нели ќе продолжиме да зборуваме на темата за која што сте вие денеска тука присутни. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. И нема светло на крајот на тунелот. Дојде време да признам, мисле сме исти. Не можам да разберам дали сме сити или ни стана навика, толку сме исти, а различни. Се мачиме многу, сме близки, но далечни. Нема иски, ова ни стана навика, нема ризик. Немам што да изгубам, толку сме исти, а различни. Се лажеме многу, сме близки, но далечни. До тебе данес.
li sme siti ili bi strana navika koliko sme isti, a različni. Za maću nego sme bliski, no dalečni. Nema iskri, ova li strana navika, nema rizik. Nemam što da izgubam koliko sme isti, a različni. Zalažem nego sme bliski, no dalečni. Еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битола. Ве подсетувам дека заедно со нас се Јовче Крстевски, Пеце Крстевски, Рената Димановска, сите членови на Сдруженијето Порака Нова, кои работат на проектот Стоп за дискриминација на лицата со попреченост. Рената, претходно кон крајот на првиот дел од разговорот кажавте дека како дискриминација се смета и неприлагодувањето на програмата за учење во основните или па и во средните училишта на лицата со попреченост. Тука зборуваме веќе за една институционална, да речам, рамка, колку државата, колку училиштата им се дава можност тие да го надминат тој проблем. Меѓутоа јас би сакала сега тука малку повеќе за тоа колку децата сами во училиштата се свесни за тоа дека меѓу нив има лица со попреченост и како тие да се однесуваат со тие деца. Дали сето тоа беше разговарано на обуките, на средбите што ги имавте со децата кои што беа вклучени на некој начин да бидат тие понатаму едукатори на своите врсници? Па така, би рекла дека сметам дека од кога веќе е имплементирана инклузијата во училиштата и тоа како е зголемена свесноста, еве од моје лично искуство како образовен асистент последниве 4 години во средно образование, сметам дека и тоа како со присуството на образовниот асистент, што јас често знам да кажам дека ние сме како еден мост кој што го поврзува детето со професорите, со учениците, па и целата околина, целото училиште. Сметам дека децата баш си дават повеќе можност да пристапат кон детето кој што има потреба од образовен асистент, а и самото дете се чувствува поприфатено, послободно и тоа да пристапи, да се вклучи во средината. Баш и тоа е целта на инклузијата. Како образовен асистент, рековте веќе имате одредено искуство, неколку годишно во оваа работа, да. Вашата работа еве за оние кои што можеби не знаат да им појасните која е вашата цел всушност и што правите ви како образовни асистенти. Така, основната задача на образовниот асистент е да одговори на барањата и на потребите на детето со кое што работи. Под барање и потреби мислам да креира таква средина каде што детето ќе може и емоционално, и интелектуално, и социјално да се развие. И крајната цел, главна цел што јас би рекла е да се осамостои. Не станува збор детето да стане зависно од образовниот асистент, напротив, најмногу што може да се осамостои со цел да ги развие своите потенцијали. Рековте дека доста работите на тоа програмата што ја работат во училиштата, да им ја пренесете на некој начин, можеби на поедноставен начин на лицата со попреченост. Сметам дека успевате во тоа? Па да, успеваме, меѓутоа сметам дека е навистина потребно системско решение за ова на ниво на држава, каде што навистина ќе се подготвуваат соодветни програмни наставни за секое дете, бидејќи секој ден си е различен, секој ден има различни можности и потенцијали. Со цел да се постигнат и да се развијат максималните потенцијали, сметам дека е потребно да има соодветни наставни единици. Исто така сметам дека и училниците, како што претходно кажавме, не се баш оспособени за секој еден, како што кажавме со рампи или сензорни соби и слично, а исто би нагласила дека и тоа како е важно овој делот на обука. Не само на образовните асистенти, туку и на наставниот кадар, со цел да знае како да пристапи.
што да очекува. И исто би рекла дека е многу, барем јас како од моје искуство, особено во училиштата кои прв пат се среќаваат со присуство на друг возрастен во училницата на образовниот асистент, баш да се намали таа стигма сега, бидејќи сепак ние седиме таму, сме дел од частот, пратиме што се случува. Сметам дека обуките би овозможиле цело сето ова, значи да се имплементира подобро во кај наставниот кадар и нели непречено да се одвива наставните единици. Токму тоа ќе беше моето следно прашање, меѓутоа вие веќе на некој начин одговоривте околу подготвеноста на наставниот кадар и професорскиот во основните и средните училишта, колку тие можат да одговорат на потребите на децата со попреченост. По ова што го кажувате, веројатно се трудат. Така, да. Јас во средното училиште каде што сум веќе 4-та година, тие веќе 5 години имаат искуство со присуство на образовни асистенти и веќе имаат стекнато навика и веќе знаат како функционира сето тоа, како изгледа таа инклузија, со самото тоа што гледат колку е значајна за воопшто за сите деца и за децата со кои што работи образовен асистент, меѓутоа и за целото оделение, веќе е зголемена свесноста. Меѓутоа пак ќе напоменам дека кај они училишта кои што прв пат се среќаваат со оваа тематика, предизвик е баш тоа присуството на друг возрастен за време на часот. Пеце кажа дека веќе работевте одредени работилници со ученици од основните и средните училишта кои се вклучени во проектот и очекувате од нив, кои веќе ги посетиле обуките на некој начин се упатени во работите, сето тоа што го добиле како сознанија и знаења таму, да го пренесат на нивните врсници. Да, не само што очекуваме, туку и тоа веќе се случи, веќе ги завршивме и сите работилници, бидејќи тоа беше предвидено да се случи во текот на учебната година. Па сите ученици кои учествуваа ги спроведоа тие врснички едукации во своите училишта, каде што му беше презентирано не само на сопствениот клас, бидејќи поголем дел од представниците всушност доаѓа и од класовите и паралелките каде има лице со попреченост во самото училиште, туку и го прошири аспектот и на сите ученици во училиштето, односно представници од класовите учествуваа на самите работилници. До сега имавме 5 врснички едукации, односно мултиплеери кои се случија во учениците. Едно училиште поради оправдани причини не беше во можност поради учество на Еразмус програми и проекти, не беше во можност на време да го завршиме таа едукација, да речам. Меѓутоа, да, тоа се тековни работи, би рекле, што понатаму ќе се решават, кога се зборува веќе за понатаму, сигурно децата кои што веќе беа вклучени во овој проект до година, нели со новата академска година, се очекува од вас тие да продолжат со она што значи едукација на нивните врсници и колку што е можно повеќе да се намали таа, да речеме, дискриминација на лицата со попреченост, барем во училиштата. Да, апсолутно, и ние тука стоиме, имавме дискутирано и ова со нив, стоиме на располагање како организација која се занимава со оваа работа, стоиме на располагање без разлика во каков аспект, дали е тоа финансиски, логистички, тие да можат да ги користат нашите ресурси, да спроведат такви едукации, таков видна едукација во било кој момент, така да отворени сме веќе дискутирано и со самите ученици. И овој проект нема да застане тука, понатаму имаме желба, бидејќи доста влијателен е проектот на сама територија на Битола, сакаме ако постои можности да го продолжиме понатаму во другите градови. Во ред, ќе направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Бидете заедно со нас на 90,8. Сакам прашаник, ја сакам реториката на која двајца падна, сопниненост повторно на теорија за релативитет и прости. Никогаш пак велиш лажам, мислам високо и тажно, колку збор да ми вреди. Љубовта збунета мисла лажна,
И кога никој не се моли за тебе, и кога позади врата чека невреме, и кога клучот е изгубен, немој да сметаш на време, ќе го видиш до себе. Едва чекам на инстанци, малку познати на времето, да ми те фрлат во раце, да не пушти вода случајот, фрли во корпа 5 века, остави на милениума првата црна дупка. Чека далеко од света. И кога никој не се моли за тебе, и кога позади врата чека невреме, и кога клучот е изгубен, немој да сметаш на време, ќе го видиш во себе. Немој да сметаш на време, ќе го видиш во себе. Моите избори, сите се извори, кој ќе ги допрени, тој ќе се збогати, Моите избори, сите се извори, кој ќе ги допрени, тој ќе се збогати. И кога никој не се моли за тебе, и кога позади врата чека невреме, и кога клучот е изгубен, немој да сметаш на време, ќе го видиш во себе. И кога никој не се моли за тебе, и кога позади врата чека невреме, и кога клучот е изгубен, ќе го видиш во себе. Ќе го видиш во мене. Господине Крстевски, вие како координатор на проектот Стоп за дискриминација на лицата со попреченост практично требаше да ги усогласите сите активности кои што се реализираа во рамките на проектот. Еве Пет се предмалку кажа дека проектот завршува веќе 31 август, меѓутоа она што значеше работа во училиштата со учениците кои што беа одбрани да ги посетуваат обуките, заврши со завршувањето на учебната година, меѓутоа од септември веќе ова треба да зазема поголем простор, да речеме, не само во училиштата кои што сега беа одбрани, туку и во останатите, и тоа не само во Битола, туку во поширокиот регион. Така е. Ние сакаме ова како активност да го зголемиме и прошириме, да речем, фактички не само по број на училишта, туку и како тема. Размислуваме околу ментално здравје, значи да оди под ментално здравје и да бидат опфатени сите училишта наредна учебна година, кај што ќе има вакви типови на соработки со оние со кои што сакат да допринесват, кои што се заинтересирани во самите училишта, без разлика дали се тоа наставници, некои од асистентите или некои од службите, и кои што сакаат пред се да работат на овој начин и со ова методологија врсничка едукација со децата, да теми кои што се интересни за деца да ги доближат и ги научат децата со свој јазик на своите врсници да му ги пренесат на некој начин. Низ разни типи на игри, како што спомнавме, дружба и слично. Така да ќе продолжи секако и ќе потрае онолку долго се додека имаме средства, сили ние, да речем, што сме во овој сектор, да тоа го спроведуваме и да си продолжи да се артикулира темата. Оти овој проект специфичен беше, се однесуваше на дискриминација кон лица со попреченост, меѓутоа тоа е генерално тема за која што малце се збора, спомнавте ли пре дали има ние во училиштата, дали е присутна, колку се свесни. Ние имавме неколку типа на заклучоци, ако мом да кажем, и увиди од она што го видовме од овие неколку месеци кај што бевме.
Од една страна, за некои одредени типи на активности кои што дискриминација се нема свест дека е тоа. Да речеме, тоа особено кај децата, ама тоа е очекувано, бидејќи се деца, тие се во развој, така треба внимателно да се разговара околу овие работи. Понатаму и кај наставниците, и кај некои одредени од службите, да речем, не се обрнува понекогаш доволно внимание заради разни културни фактори или средини, зависи каков бекграунд да има самото училиште, нели во кој дел од града и така натаму. Некои одредени училишта има многу кај поединци има многу развиен осет за тоа, знаат, информирани се кај кој да се обратат и така натаму, така да еден дел од проектот ја имаше таа функција некако да го изедначи, да бидат достапни информациите, да се адресираат, да се покажи, да се укажи на тоа кај може да се обратат, што може да се направи, кои документи да ги консултираат, да речем. И во смисла сите работилници со повозрастните, во смисла со образовни асистенти, со службите ни беа во смисла на охрабрување. Еден дел од нашиот увид беше дека не се адресираат кога веќе ќе се случат, кога ќе се видат. Еден дел, она што не беше опфатено свој проект толку многу беа родителите кои што секојаш некој фактор кој што многу влие за тоа како некоја случка ќе земи замав, дали ќе се прикрие или ќе се одрази после тоа во јавноста, така да сите овие елементи и дополнителните проблематики кои што произлегуваат од инклузивноста, како што спомна тука Рената, еви, и Пеце може да се вклучи, тој мислам и како персонален асистент Пеце има работено, па може да споделат некои аспекти од проблематиките што фалат во училишта за да биде инклузијата како што треба. Во секој случај да се возрастните, како што реков, образовните асистенти и служби да се охрабрат да го адресираат ова и да го разберат на правилен начин и кај да се консултират кога веќе ќе се појави случај, особено во консултација со родителите, бидејќи таа функција има комисијата за спречување и заштита на дискриминација, така да сега почнуваат да се средват малку закони, има сега почнува да се то прецизира, да речем, доправа и самите служби се запознават и кој што спомна функцијата беше на овој проект и тоа да се доближат и причината зашто и на крајот, како порака нели за Битола бевме одбрани, што во Битола малку на оваа тема се има работено со училиштата, иако и ова не беше нешто особено многу, меѓутоа доволно како старт, како да речем, почеток, да. За во наредните неколку години да се надоврзиме, да речеме, со се ова и да се има некој консензус, да бидат познати, да не бидат табу, да не биде тешко. Во секој случај би рекла дека вие работевте по принципот на старата, подобро да се спречи отколку да се лечи. Да не стигнат работите до суд, како што рековте, туку уште на почеток, уште децата уште од најмала возраст да бидат запознати со проблематиката, да знаат како да се однесуваат, да ги прифатат децата со попреченост, лицата, не само децата, туку и општо лицата со попреченост, и да знаат како да комуницираат за да не дојде, да не се чувствуваат другите како дискриминирани. Пеце Јовче рече дека работел исто како персонален асистент. Рената ја прашавме за незината активност, незиното знаење како образовен асистент, па еве кажи ни нешто повеќе за тоа, што значи персонален асистент? Да, за разлика од образовниот асистент, персоналниот асистент не секогаш мора да биде вклучен во самиот образовен процес. Во Битола имаме неколку случаи каде персоналните асистенти се вклучени во образовен процес. Зашто значи тоа, доколку пример, образовните асистенти се тука да му помогнат во учењето на материјалот на некој начин на детето, ние сме тука да му помогнеме во секојдневниот живот и одењето на училиште, па доколку има потреба во извршување на физиолошки потреби, препречување на бариери, доколку тоа што спомнав, во моментот дури јас работев како персонален асистент, работев во училиште со дете, се стекнувавме секаков вид на бариери, без разлика дали тоа била масата неправилно наместена за да се прилагоди на неговите потреби, нема адаптиран тоалет за него, паркирана кола пред самата пристапна рампа, па се случват некои адхок работи кои се спонтани и мора да се снаѓаме. Но исто тука, како образовните асистенти, не сме ние тука да му
скроз завршиме работата, односно треба да му дозволиме на самиот корисник да си стекне некаква независност, да му дозволуваме работите што може да ги прави самиот, а не да ги извршуваме ние за корисникот. Така да тука единствената сличност во работата е што му ствараме некаква независност на самиот корисник, а и олеснуваме работата на самите родители, бидејќи сега свесни сме дека самите родители, доколку е еден целосно фокусиран на детето, и ако законот му дозволува работење со работа од скратено време, односно 4 часа, потребно е дополнителни финанси и дополнителна помош во секоја куќа, така да од тој аспект тука сме блиску со работата. Со работата. Сега кратко би сакала да се надоврзам дека исто така е многу важно ова прашање, дека не постои системско решение во однос на прашањата за образовни асистенти во средно образование. И тука веднаш доаѓа прашањето што со моето дете кога ќе заврши основно образование. Затоа најголема важност е да има пристап секој дете кој што има потреба од образовен асистент или личен асистент, да има можност да има пристап до истиот. Тоа сакав само да го кажам. Да. Сега, кон крајот уште едно прашање за вас двата, значи за Пеца и за Рената. Едниот како персонален асистент, а другиот Рената како образовен асистент. Има ли заинтересираност меѓу младите, па и повозрастните, кои што би сакале или би можеле да се вклучат во ваква работа како што вие сте решиле? Образовен асистент, персонален асистент, има потреба сигурно, но има ли доволно луѓе кои што би сакале и би можеле да се вклучат во сето тоа? Тешко прашање, бидејќи откако јас престанав со работата како персонален асистент, корисникот кој работеше со мене, бидејќи сепак јас работев со 10 годишно дете, корисникот не може да најде соодветен асистент на неговите потреби, бидејќи сите асистенти кои се најчесто жени кои се околу 40-та година од нивни живот, па малце е покомплицирано да стапиш во таква комуникација како што бев јас да речам поврзан со самото дете. Бидејќи и како волонтер во Црвен крст ги гледам работите, бидејќи Црвен крст е едукатор за персоналните асистенти во голем дел од општините и лицензиран обучувач. Во Црвен крст гледам многу малце млади, односно до сега лицензирани млади биле, мислам, јас и уште двајца, од кои ни јас ни другите луѓе не работиме повеќе со тоа, бидејќи најголемата проблематика е дека не сме осигурани здравствено. Значи, мораме да се снаоѓаме сами во тој аспект. Финансискиот надоместок е релативно добар, но доколку јас не сум здравствено осигуран и доколку не можам да постигнам со тие работи, тогаш станува веќе проблем. Така. Да, би се надоврзала јас исто во однос покрај персоналните во однос на образовните асистенти, дека баш сметам дека истата е проблематика затоа што нема системско решавање, нема официјално вработување, каде што нели ќе ни тече осигурување, каде што ќе има надоместок соодветен и слични. Мислам дека тоа е најголемата причина поради која што доста колеги се откажуваат и ја менуваат професијата. Решение е баш тоа системско решение, да се најде на ниво на држава каде што законски нужно е присуството на образовни и персонални асистенти за секој некој што има потреба од истите, според мене. Може би да заклучиме дека се останува на добра волја на лицата кои што се заинтересирани да им помагаат, на оние другите со лица со попреченост и сепак државата да го најде решението за проблемот. Да, не само за основните, и за средните. Па и на понатаму, така, образование. Во текот на цел образовен процес. Јовче, рековме дека проектот Стоп на дискриминација на лицата со попреченост трае до 31 август. Убаво што во целата ова активно се вклучиле и лица како Пеци и како Рената. Би било добро да има и повеќе млади такви кои што би се вклучиле во вакви активности. Но проектот до 31 август, рековте, планирате понатаму нели проектот да продолжи, можеби со ширење на други училишта. Оно што следува сега се поќе кампања во смисла на социјални мрежи, да речем, еден дел од тоа и ова емисија на која што учествуваме, па нели ќе ја споделиме, па после тоа
Учениците кои што учествуваат ќе споделат како си поминале, ќе напишеме стати, да речем, ќе одат на нашите блогови, на страниците, така ќе ги споделваме. Тие учеа и како да држат презентација пред својот клас, да речем, пред група на ученици, така да дали им беше тоа интересно, па имаат трема и така тие елементи, тие ги споделваме и ќе се осврниме сега поќе на тие елементи кои што се извадоци од закони и од прописи, да речем, убаво дизајнирани како слики, ќе ги шероваме, ќе ги споделуваме, да речем, на социјалните мрежи до крајот и пред крајот на август ќе видим сега тоа временски како ќе се овозможи, ќе сите што учествувале, сакаме уште еден голем настан направиме во смисла да доделиме сертификати за учениците кои што учествуваа, да ги пофалиме и да се заблагодариме на сите кои што придонесоа, кои што се реши да бидат дел во таа смисла училиштата, нели? Уште еден елемент заборавме, тоа е анкета која што ја пуштивме, да речем, онлайн периодов и која што уште некој време ќе трае, која што ќе ги опфати учениците и сите оние кои што ќе најдат на неа, ќе треба да ја одговорат, нели? Тој ќе покаже известна тема, на кој начин нешто да се гледа, се размислува. За да можете понатаму и да делувате во тие насоки. Да, во смисла да како мини некој не е баш типично класично научно истражување или некакво посматрање на она што е како тема присутно, да речем, за сите овие проблематики, за да видиме на кој ниво резонира можда известна, некако показател на кој ниво резонира можда градот околу овие проблематики. За кој што реков, од наредна година под ментално здравје се опфат и овој други некои теми кои што се релевантни да ова како методологија во смисла на врсничка едукација и начин како овие теми и можда многу други, не само дискриминација, ќе се обидиме да ги ставиме во смисла да бидат дел од работа со деца, спрема таа врсничка методологија блиску до нив и да може да го споделат со своите врсници. И самиот рековте дека ова е на некој начин кампања во општина Битола за стоп за дискриминација на лицата со попреченост и еве можам на крајот да кажам дека ми е драго што и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола преку Универзитетското радио UKLU FM Битола на некој начин се вклучи во вашата кампања. Добро е да се поздрави, нешто што навистина е корисно за сите. И еве се надевам и на тамошна соработка, па да ве поканиме повторно да ни бидете гости и да ни кажете како ќе заврши се таму на 31 август. Така е. Во таа смисла сме благодарни сепак што ова е некој канал наш за да дојдеме и до студентите на некој начин и да бидиме дел од повисокото образование во смисла да се слушни гласот. Ние сме благодарни што UKLU FM излезе во пресред за ова работа, да се слушни фактот дека се работи на тема на освестување на дискриминацијата со училиштата и со учениците во нашиот град и да сето се подигни на многу повисоко ниво него ли што е. Ви благодарам на тројцата што бевте гости во програмата на Универзитетското радио. Ќе ви посакам добро здравје, успешна работа и понатаму, да не радувате со продолжување на проектот и понатаму, нели? Да, и да се вклучат што поголем број лица во кампањата против дискриминацијата на лицата со попреченост. Благодарим и на вас за одвоеното време и место за да можеме да направиме на некој начин промоција на нашиот проект и промоција на значењето всушност на дискриминацијата. Благодариме на поканата. Добро, ви благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, само да ве потсетам дека тонската реализација направи Љупчо Цветковски, а разговорот го водеше главниот одговорен уредник на Универзитетското радио UKLU FM Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Ви благодарам уште еднаш.